Јована, добро утро по втор пат. Мора да напомнам, 16 целзиусови степени, имаме пораст на температурата од на прво линковско вклучување во Македонија наутро. Ние на втора локација, некако логично ја поврзавме со настанот кој што го најавуваме, викендов 41 поред, искачување на Титоврв, настан кој што стана препознатлив планинарски бренд во државата, како ќе биде организиран и како може да се пријавиме сите ние кои што ја сакаме планината. Тема на разговор со Роза Сурловска и Димитрија Ристовски, кои што се планинари. Добро утро, дечки. Благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Ајде ќе започнеме, Роза, и со вас некако ситно броиме до 41-то искачување на Титоврв. Како е организирано оваа година? Оваа година настанот организиран многу добро, како и секоја година претходни. Очекуваме многу добар одзив. Навистина сме многу среќни што сме денес со вас, за да ви споделиме една убава вест. Пријавувањето е во тек и се уште трае до 26. Сите кои што сакаат може да се пријават за да бидат дел од овој настан. Споменавме традиционално и она што мене ми се допаѓа што и да се случи од традицијата не се скршнува, но добро е да ги имаме секако овие настани, бидејќи зборуваме за одржување на менталното здравје, зборуваме за физичката подготовка, постојано планината е најдобриот одговор за сето тоа. Кажете ми како ќе биде организирано, односно колку имаме пријавени до сега? Уште не знаеме, затоа што се уште е во тек, до 23 може сите клубови, има интерес, секогаш има интерес, значи секогаш се неколку стотици луѓе, мислам вака во последниве барем години. До 23 се пријавуваа сите клубови, бидејќи традиционален настан преку Федерација на планинарски спортови во Македонија. Според препораките кои што ги има, си се пријавуваат 23, 26, можат на лице место тие што ќе дојдат таму да ги пополнат изјавите и да ги поднесат во клубови. Настанот и оваа година е организиран со високо ниво на безбедност. Што значи тоа? Секако. Тоа ќе му го препуштам на Димитрија. Планинарски водич и многу повеќе информации. Фала ти, па вака значи во секоја традиционалниот настан, бидејќи има многу повеќе учесници него обично планинарска тура, си бари поголема подготовка. Во позадина веќе изработена, веќе и со искуство е онака веќе многу години поред истата шема се работи, значи има на неколку места пунктови каде што луѓето можат онака, значи тие што ќе планират и да добијат некоја информација и од нив водичите добиваат информации во однос на времето, на патеката, на се. Претходно е подготвена патеката од планинари, членови на клубот, кој што е и маркирана, меѓутоа и делот каде што е под Бакардан, каде што има малце зимски снежни јазици и тој е среден, така да како и секоја година не мора да се грижат за безбедност, дека ги слушат препораките на водичите и на сите оние кои што сакаат да се пријават, како може да го сторат тоа? Има се уште простор до сабота е пријавувањето или? Да, до 26 е пријавувањето. Може да го пополнат формуларот на лице место или пак онлайн на потребната адреса. Сите информации може да ги најдат на линкот кој што е обезбеден и на Facebook и на LinkedIn. Планината е посебно задоволство, но секако мораме да споменеме дека не треба да ја сватиме здраво за готово и сериозно да се подготвиме пред да тргнеме на планина. Што е оно што треба да го знаат гледачите кои што ќе се пријават и ќе појдат на искачување? Што како основна информација треба да се знае пред планината? Прво да го прочитаат самиот настан, да си знаат во суштина што е потребно од допрема, каква е турата, дали е средна, дали е тешка, колку километри, оние технички детали да знаат и самите дали се подготвени ментално и физички за да изодат една таква тура. Другото е некои основи каде што ете сега, например, са бајле гледав временската прогноза, може да биде, иако е мај, може да биде од -4 до 3 да се движи температурата. На планина секогаш се носи буквално се, и јакна, ракавици, капа, тие никогаш не се вадат од ранец. Доволно вода за една тура која што би трајала од 8 до 10 часа, храна претежно, нели, секој од ранец си носи тоа што го сакат, погодна храна за планинарење. Меѓутоа треба да се припазат онака препораките што се и на Федерацијата и на клубот во самиот ивент, во самиот настан. Секогаш се шегуваат со мене колегите каде и да одам носам јакна ракавици и капа без оглед на тоа кое годишно време е, така што Јована ве молам без да ми се смеете, ако е мај, јас си носам јакна, гледате на планирање може да се смени времето. Споменавме за психофизичката подготовка со Диме, јаде малку да продискутираме за тоа каква психофизичка подготовка е неопходна пред да се тргне на планина. Навистина, со планина нема играње, сите треба да бидеме свесни за тоа.
тука сме да ја почитуваме планината. Ние планинарите од организација ќе бидеме тука за доброто расположение за сите, меѓутоа секој треба да знае колку може да издржи и да искачи таа тура. Сепак во секој момент тука се водичите за поддршка, ако некој не се чувствува добро или сака да се откаже, има организација и за тоа, меѓутоа секој планинар кој што го качи водно, кој што е малку спремен и свесен дека може да го направи тоа, е добре дојден. И споминавме зимската опрема, што да речеме од храна, вода ни е неопходно да се носи? Па вака вода, да речеме, литро и пол до 2 обично за волку долга тура. Убаво е да хидрира човекот претходно, значи да си се напие, да си биде цело време да си пие течности, не е лошо да си носи електролити, например, да си има тоа нека од храна, најчесто е до душа горе кога ќе се стигне на врв, сите јадат дали сендвичи или нешто, по пат нешто што може лесно, јаткасти плодови, урми, бананче, нешто, значи што му одговара на човек. После тоа веќе кога ќе дојдат, кога ќе се вратат сите во сместувачките капацитети, после можат што сака да се изберат, али и да не отидат пренајадени, значи. Така, да, апсолутно тешко ќе им биде да планинарат. Се препорачува ли турата за аматери или само за професионални планинари? Каква е искуството? Па искрено сме виделе на турата и аматери и професионални планинари, сепак безбедноста е на водачите, се додека ги слушаат водачите, се ќе биде во најдобар ред. Голем дел од граѓаните кои што во моментов на средноводно сме ги забележавме се и со дечиња. Многу ме радува што планинарињето станува и семејна приказна. Препорачливо е да ги понесат и децата со себе на Титов врв. Па вака сега, доколку претходно планинара или доколку имаат опрема, да, сепак турата е долга, значи, мислам, може да трае 10 часа, имаат доволно искачување, ако претходно имаат некој искуство, да, а ако можеби немаат никакво искуство, можеби подобро прво да почнат со некоја полесна тура, па потоа веќе да се појават на Титов. Меѓутоа, во секој случај се добре дојдени сите кои што ќе бидат подготвени во најмала рака, може да бидат во сместувачките капацитети. Претходниот ден има неколку настани квизови, интересни работи, значи ќе има проекција на планинарски филмови, чистење организација, чистење, децата може да учествуваат комотно во тоа и да пренесат нова порака, така да. Без оглед на тоа дали се аматери или професионалци, треба да ги знаат правилата на игра, на планина нема шега и мора да се почитуваат правилата. Дефинитивно се согласуваме и го потврдуваме и апелираме на тоа. Вие подготвени сте? Да. Подготвени сме, ќе бидеме таму, се гледаме. Кој поред вам ќе ви биде искачување ова на љубата? Димче, брои многу. Мен или 9 или 10 не сум сигурен, не ги бројам. На Титоврв сум бил многу и секогаш е различно искуство, секогаш е посебно убаво во секој годишно време. Колку членови од планинарското друштво ќе бидат на Титоврв овој пат? Од Љуботен конкретно? Љуботен, да, од Љуботен. Сите до еден? Сите сме мобилизирани, сите сме таму за добра дружба. Добро. И јас не знам дали има време, впрочем, и јас и колегата Алесански да се пријавиме, но добро ќе размислиме, не знам колку сме физички подготвени оваа година, но како и да е, добро дојдени се сите граѓани кои што сакаат да се пријават, доживување кое што треба да биде впишано во оној животен календар на искуства, нели? Да, апсолутно. Ви благодарам многу за разговорот и информациите во Македонија наутро. Благодарам и на вас. Јована, толку од ова наше второлинковско вклучување информациите за нашите гледачи. Уште еднаш ќе споменеме нашата локација Средноводно, местото кое што се чини ќе биде едно од најпосетените во текот на денот, бидејќи имаме празничен ден. Има ли прашања?